Секогаш сакаме да зборуваме за успешни приказни и некако доволно сме мотивирани со Марко да позборуваме за тоа во продолжение. Имаме добар повод и уште еден јубилеј кој што ќе го најавиме на манифестација која што е особено важна за успешни жени, но и такви жени имаме во студиото, па може да започнеме со нашата утринска тема. Па да, практично Лидија во овие 30 години успеа да создаде едно прибежиште за жените и да ги сподела всушност на оваа платформа тие инспиративни приказни и рековме ние со Ивана утрово кога најавувавме всушност за 30-тото јубилејно издание. 3 децении посветеност, 3 децении визија и 3 децении жени кои што не само што го следеа времето, туку и го менува. Така што ќе честитаме секако Лидија за искуството. Генерална менаџерка на Марили, двигател на оваа значена платформа, меѓутоа убаво друштво ни понесе. Ова ќе биде ние секој пат кога имаме тројца, тоа не е свето тројство, па така што вие ќе ни бидете всушност и таа една убава утринска приказна. Филомена Пљаковска-Астролска и Билјана Караманолевска. Исто така, од различни аспекти ќе се поврземе за силни, инспиративни личности, кои што имаат 3 различни светови. Еве ќе споменам дека за Филомена висок менаџер во финансискиот и банкарскиот сектор во Македонија. Позиција која што оно што можев да го прочитам за вас, ве става во една група на менаџери кои што директно влие на дигитална трансформација на банкарството во Македонија, ако можам така да кажам. И кога сме кај Билјана, таа е инаку и генерална менаџерка на една од нашите приватни детски градинки, така што веројатно вашиот концепт се позиционира како еден модерен пристап на предучилишно образование со акцент како еден емотивен, когнитивен и социјален развој на најмладите. Така што ова фино друштво, Лидија, сте ни го донеле денеска во нашето студио. Ќе ви посакаме уживање следниве 30-40 минути, колку што ни се и предвидени овие минути. И вистина, во овие 30 години континуитет на една ваква манифестација, што е тоа? Истрајност, визија или отпор на времето? Па се заедно. Сите три работи. Да, на почетокот било само визија, меѓутоа едно е нели да ја постигнете суштинската идеја, а очигледно се работи за нешто што е суштинска идеја, штом трае 3 децении и штом со радост се уште прифатена меѓу жените. Но на тоа треба да се работи и кога поминува еден долг временски период, тоа треба постојано да се надоградува со дополнителни проекти, со иновации на самиот проект, на самата манифестација, со посебна мотивација кон новите генерации на жени менаџери кои што се разликуваат од оние пред 3 децении во секој случај. И мислам дека станува збор за еден избалансиран свет. Особено во Македонија, каде што мислам дека мажите и жените имаат една убава синергија и така некако балансот е мислам дека присутен сега во моментот, како што имаме клучни позиции на овие две дами. Па мислам дека тоа се забележува кај ова, јас би ја нарекла од мојата лева и десна страна втора генерација, затоа што нели се променети мислењата за тоа како треба жената да успее, колку треба да и се помага и во семејството, и во потесното, и во поширокото, во секој случај, нели, техничко-технолошките можности се зголемени, организацијата на општеството, меѓутоа и прифаќањето на општествената заедница е многу важно. Еве и ова што медиумски го градиме, затоа што сите податоци говорат дека жените се пообразовани од мажите и во делот на магистратури, и во делот на докторати. Значи, во тој образовен процес тие предни. Меѓутоа, во реалниот сектор, во реалниот бизнис, значи тоа не е така. Тоа зборува за една комплексна состојба во која што жената се наоѓа, нели, прво природно ние сме и мајки, и сопруги, имаме и дополнителни обврски, меѓутоа постоеле и стереотипи кои што требало да бидат надминати. И стереотипи, јас би рекол и присуство на инфериорност од страна на мажите во минатото, ако гледаме нели сега рекапитулација. Меѓутоа, кога ќе погледнете назад, што најмногу можеби се смени во женското лидерство од почетоците, можеби кога го основавте нели самото успешно издание прво, па сега веќе 30. Па мислам дека жените се охрабрија многу повеќе. Се надевам дека и овој проект даде многу потики, примери позитивни, меѓутоа жените се охрабрија бидејќи сепак тој исчекор најмногу зависи од самите жени. Колку и да се правдаме со стереотипи, нели преангажираност, треба една храброст, еден исчекор и можеби тие позитивни примери кога ги гледате околу вас, тие ги охрабруваат помладите менаџери дека и тие можат да успеат
успеат. Тоа е одлично, нели, кога ќе издигнете некого на површини, кога ќе му оддадете почит и признание, како што тоа ние го правиме, а низ овој проект поминале преку 300 жени менаџери, преку 300 успешни приказни кои што биле инспирација секако за младите девојки, за младите образовани стручни кадри жени, така да сепак исчекорот е кај жените. Нивната храброст, смелост и способноста до крај да се борат. Значи, да го вградуваат она што го знаат, умеат и сите оние вештини, не само во рамките на професијата, туку и оние меки вештини, личен развој, да знаете да менаџирате со време. Значи, усовршувањето на самиот себе многу придонесува за да се охрабрите и да бидете еден профил на кој што ќе се восхитуваат младите и има од кого да учат. Знаете, јас верувам дека и таа вечерна манифестација ќе има многу млади во публиката, ги носат своите деца, нели, и тие имаат можност преку 30 приказни и преку 30 пораки да добијат една, да речам, и едукација самата вечер и да се уверат дека и овде... И неверојатна е метаморфозата кога се случува, кога гледате, например, некаква конкретна еволуција, животна приказна која што еволуира и едноставно како да не сакате да се случува таа една декаденција и состојба на комфорт, туку напротив, инспирација. Не некако ве турка напред. Мислам, тоа е секој пат профил на луѓе кои што сакаат некако да го донесат тоа како чувство. Да, јас би додала дека навистина барем во нашето општество сме желни или да речеме жедни за такви приказни, заради тоа што се повеќе сме обкружени, па да кажеме со негативни случувања, за жал, ситуации кои што некако не само што не демотивираат, туку едноставно и во некоја состојба каде што буквално ако навлегуваме или се ставиме на тоа место е практично безизлезна. Тоа значи автоматски дека ни требаат се повеќе такви манифестации, се повеќе приказни, успешни, кои што јавно ќе бидат прикажани и се со цел да се мотивираме и да погледнеме на посветлата страна, за тоа дека навистина имаме исто што да се гордееме, но треба нешто за да се предочи и тоа јавноста да го види. Ние сакаме да слушнеме убави приказни, успешни приказни и кога зборуваме за суштината на манифестацијата, тоа е практично покрај признанието кој што го добиваат успешните жени, е добро и за да се пренесе таа порака. А кога ќе ги прашаме успешните жени, веројатно ќе имаат многу што да кажат, ако зборуваме за животни лекции, за искуства низ кои што поминува секој човек, но не застанува. Секогаш сме имали успеси и неуспеси, или успешни и неуспешни обиди, кои што не водат практично до накој што сакаме да го доживееме. Но колку самата визија па и цел е нешто кое што ги занемарува сите попатни можеби сопнувања за да се стигне до она кое што е конкретно за Филомена, за кое што сте денес. Па визијата и целта се всушност најбитни. Во оваа прилика прво би сакала да честитам на господја Лидија, бидејќи 30 години не се малку години, за истреност и за издржливост и како што кажавте и во воведот, е единствена платформа која што ги споделува успешните приказни на жените менаџери конкретно во нашата држава. Иако да, по параметри сме, да речеме, образовани еднакво, па горе-долу и сме скоро подеднакво на менаџерски позиции, меѓутоа сепак општеството, нели, улогата на жената и на мајката се уште нели владее мислењето дека жените се некако повеќе за дома и треба да бидат мајки, треба да покажеме една видливост и визибилност дека можеме нешто и повеќе од тоа, да ги искажеме своите потенцијали. Да се вратам на прашањето, да, целта и визијата се секогаш најбитни на секој пат, без разлика дали е тоа кариерен пат или животен пат. Факт е дека секогаш кога сакаме да стигнеме некаде, нели, никогаш не може да одиме право. Секогаш треба да очекуваме дека ќе има и лево и десно, секогаш ќе има и дупки на патот и бампс. Меѓутоа на тој пат секогаш треба да се наоружаме со сите, ајде да речеме, орудија, знаење, дополнителни вештини кои што ни требаат за да стигнеме до таа цел. Ме интересира, еве прашање до сите, колку системот денеска ги поддржува жените лидери во нашето општество и дали можеби денеска постои некаков женски стил на лидерство или го избегнуваме тој термин? Затоа што
се случува да речеме во има некои специфики што жените ги имаат во однос на мажите во нивното менаџирање, тие се поемпатични во секој случај. И емотивна интелигенција поинаква. Да, емоционалната интелигенција е на едно повисоко ниво, подобро знаат да градат тимови, подобро комуницираат, комуникацијата е подобра и внатрешно и надворешно. Сега јас и од мој аспект, нели од она што јас го работам, комуникацијата е многу важна, многу трпеливост имаат, спремни се да одат и поспоро напред. Значи, она што е специфика на женското менаџерство, па и предприемништво е дека тие одат степ бај степ. Значи не брзаат, не се премногу не се впуштаат во некои хазарди, него сакаат сигурни резултати и одат чекор по чекор и секако дека тоа еве на долг рок дава резултати и една специфика која ги издвојува жените во однос на мажите, еве нека кажат и другите соговорници. Статистички гледано, можеби во овој момент да кажам, мажите се позастапени на оние менаџерски функции, јавни функции, директорски позиции и слично. Меѓутоа, сметам дека како доаѓа времето, така таа рамноправност ние жените ќе ја добиеме. Зошто? Бидејќи жената има пред се, покрај тоа што го кажа господја Лидија, значи има силна интуиција. Значи нешто што мажите не го поседуваат. Има јасна визија, таа всушност представува пример. Едноставно жената е влезена во процесот на менаџирање, но таа е двигател на промените, двигател на современиот бизнис. Така да со јасна визија, со силна посветеност, поемпатична за разлика од мажите, мислам дека многу повеќе може да ги движи работите долгорочно. Значи, кога станува збор за градење на тим, кога станува збор за емпатија, кога станува збор за одржување на еден бизнес, мислам дека жената... стратегијата кога жена ја прави. Да, е таа која што ги придвижува работите и многу важна работа е кога ќе донесе одлука, стои на тоа што го донела како одлука. Да. Бидејќи сте од различни сектори, меѓутоа што е најголемиот мит, секако Лидија слободно нека се вклучи, за конкретно успешните жени? Сте ги имале искуството, мал милион, сте ги имале препреките, обструкциите до патот на успехот, чисто кое што денеска и денеска стои како една... Бидејќи од поодавна паметам, нели сум работела од поодавна, она што на времето беше го слушнав од повеќе жени менаџери е дека кога почнавме во тој период немаше доверба за жените. За женското менаџирање многу пати слушнав дека нема доверба, дека тие се во состојба да го затворат целиот систем. Од почеток, од идеја да го финализираат, значи да направат еден исчекор. Тоа беше еден хендикеп во таа почетна фаза, меѓутоа, нели, како поминуваше времето, се покажа дека жените се принципиелни и тоа како знаат да го затворат системот до крај, дури да направат и профит, нели, и да бидат забележани и внатре и надвор од нашата земја и мислам тој мит тогаш го надминавме и мислам дека тука се провлекува таа состојба дека ние не можеме да направиме некој многу голем исчекор. Еве нека кажат и другите. Да, индивидуалното искуство е различно, па ете така да видиме дали сте се сретнувале можеби со такви предрасуди во текот на кариерата. Не би сакала да ги истакнувам искрено многу кои се дали има аномалиите во случајот, секој пол има свој, ајде да речем, конкурентски предности и добри страни. Јас искрено верувам во силата на тимот и во различноста на секој во тимот. Мажи и жени. Она што мислам дека на жените треба, па и не само на жените, генерално на секој професионалец кој што сака да успее, има да даде што за компанијата, па и за општеството, е да му се даде простор за да може тоа да го искаже. Бидејќи кога за секој вработен, такви си политиките кај нас во компанијата, морам да признам дека сме исклучително родово балансирана компанија, дури со мала предност на женскиот пол. Треба да се дадат еднакви можности за секој, буквално секој вработен да може да го искаже својот потенцијал и да го даде најдоброто од себе што може. Не верувам многу во квоти, бројки и слично, меѓутоа верувам во работа, многу посветена работа, труд.
можеби во однос на митовите дека ајде жените пошто понежен пол па да речеме можеби и поубав пол, кротки, кревки, да, дека некогаш не можеме да се избориме со некои предизвици, еве да кажам. Можеби тоа е еден мит, ајде да речем. Меѓутоа, тоа не треба да биде предрасуда за секој кој што стои од другата страна спроти нас, нели, додека не почнеме да зборуваме за темата за која што сме се сретнале. Сакам на секого да му бидат дадени еднакви можности да го искаже и дадене доброто што може од себе. Дали до ден денешен го чувствувате притисокот да бидете совршени? Да. Да? Го имате тоа како состојба секој утре кога ќе станете дека го имате тој, да речем, во себе. Дали е важно дали е притисок или двигател? Па тоа веројатно можеби и карактерна особина, знаете. Кога веќе одите нагоре, нели како се качувате по скалилата, тоа и индиректно значи дека имате повисоки стандарди, повеќе искуство, повеќе знаење, си ставате повеќе предизвици како одите нагоре и сега нели дури секојдневните обврски во делот нели на совршеноста, идеалното проектот, животниот проект во себе, дека нели секој утре мора ова да се надмине, нели? Да, некогаш да, меѓутоа искрено со искуството потоа научите како добро да балансирате, да го менаџирате, да како дури да побарате помош, нели дали е тоа од соработници, дали е тоа од фамилија, бидејќи целиот тој екосистем што го градите околу вас, всушност е дел од успехот. Никој не може сам. Исто како што е тимската работа во компанијата, ние не сме станале нели сами преку ноќ, ниту сами сме стигнале до таму. Резултатите на компаниите се всушност тимски. Да, еден треба да биде лидер, тоа е точно, меѓутоа тоа се тимски успеси. Исто така и во нели фамилијата. Треба да имате поддршка од фамилијата, екосистемот, пријатели, нели за да можете да одите заедно да одите напред. Билјана, какво е вашето искуство на овие теми во однос на предрасудите и дали секоја нова цел е некогаш притисок, а некогаш двигател напред? Притисок не би рекла дека е притисок, можеби повеќе нели двигател за одење напред. Во денешно време да се биде жена менаџер е навистина голем предизвик, меѓутоа и можност за голем професионален и личен развој. Со тоа што денеска да се отвори бизнис е лесно, не е значи тешко како што било никогаш порано, меѓутоа според мене одржливоста на тој бизнис е оној кој што е многу поважен и да се задржи квалитетот што го има самиот тој бизнис. Сите знаеме дека што и да работиме, како и да стартаме, како и да почнеме, значи чекор по чекор мора да се движат работите, значи успехот не доаѓа преку ноќ. Така да жените сме ние тие кои што сме со нели јасна визија, кои што мораме да имаме поставени јасни цели, многу труд, многу посветеност, многу работа. Во мојава ситуација многу љубов. Ние работиме нели со да кажам по осетлива категорија деца, каде што мораме да бидеме доследни на работата што работиме, да ја покажеме нашата посветеност како кон родителите, така и кон децата. Така да повеќе тој момент го гледам значи како двигател отколку како токму таа голема одговорност која што лежи во таа работа или во таа професија, но веројатно Лидија ќе се согласите, односно и ќе ни кажете, ќе споделиме во продолжение низ годините наназад и вашите средби со успешните жени и до ден денес, кои се оние главни карактеристики слични или може да речем слободно исти, кои што ги забележувате кај жените менаџери и кои сметате дека се клучни за нивните успеси. И при тоа дали тие особини или карактеристики се дел од критериумот кој може да биде дел од изборот за најуспешна жена менаџер. Бидејќи сигурно научивте многу од над 300 успешни женски приказни. Прво во критериумот е дека доаѓаат сите од приватниот сектор. Значи, 100 години наназад, 3 децении, преку 300 жени менаџери, доаѓаат од приватниот сектор. Секако, тоа се исклучително амбициозни личности, образовани, спремни постојано да се едуцираат, многу посветени, кои што научиле да работат под притисок, значи постојано нели да имаат нови и нови предизвици кои што го следат времето, ги следат иновациите, постојано ги внесуваат, мора брзо да се трансформираме. Таков е начинот на
сегашниот живот, нели, една постојана динамика, мора да се следи, мора да се патува, мора да се комуницира. Ние во таа насока направивме и дополнителни проекти на оваа манифестација кои што ги овозможија ете и тие, и тој вид на комуникации, и клубот, и форумот, имавме и тематски ден, па сме имали и телевизиски проект, значи мора постојано да го надоградувате она што го работите за да бидете и еден чекор пред конкуренцијата. Овие жени се исклучително адаптибилни, значи во своето работење и успеваат секогаш да се изборат со она што го носат како идеја. Значи тоа бара една голема работа и посветеност, едноставно, како да кажам, цел ден сте обседнати со тоа што треба да го направите. Барем додека да ги постигнете тие првични резултати. Истрајни, посветени, амбициозни, едуцирани. Тоа се карактеристики, сите менаџери го поседуваат тоа, а жените мора да имаат и одлична организација на време. Треба да знаат, нели, да побараат и помош, за да можат сите тие обврски да си ги завршат во текот на денот, не само деловни, туку и приватни. Така да тоа се тие некои основни карактеристики. Сето ова кој што го споменавте, сериозно бара еден добар ангажман, труд и вложување, а при тоа одвојување на сопственото време нормално во сето тоа, бидејќи претпоставувам кога станува збор за менаџерството, не се работи за одредена сатница, односно работно време, туку нешто кое што практично го окупира секојдневието и тоа е од старт една жртва. Кога зборуваме дека успехот или да се дојде до успехот треба да се направат повеќе жртви, тогаш веројатно ќе се согласите дека голем дел од нив ги направиле токму тие жртви. Јас сакам во оваа прилика, не знам на манифестацијата дали ќе успеам тоа да го кажам, меѓутоа сакам да кажам дека оваа награда што се доделува за еден таков голем континуитет, и во овој избор влегуваат жени што менаџирале минимум 10 години, па има и повеќе од 20, па има и предуслов, можеби? Да, и повеќе од 30, и во оваа манифестација зборуваме за континуитетот. Сакам да кажам дека оваа награда е посветена и на личната борба на жената. Значи многу приказни и порано сум ги имала и во оваа сега манифестација многу од нив поминале низ лична борба. Значи не е тоа само во делот на нели деловниот успех. Тие морале да поминат низ некои лични борби, семејни, здравствени, на поблиското семејство. Тоа се едни сериозни состојби. Тоа да го надминете и во најтешките мигови да се борите и да мислите нели и на бизнисот, тоа е една сериозна работа која што жените со континуитет многу добро ја знаат. И тоа ми е посебно драго што навистина оваа статуетка која го носи името жена водилка е вистински символ за овие жени. Тие се навистина жени водилки. Да, ајде Филомена и Билјана само за своето искуство во смисла на тоа да кога нели низ годините ја градите кариерата, не секогаш треба да се направи можеби некаква отстапка од некои други работи, да кој употребиме терминот некакво жртвување за нешто. Што е тоа кое што ви беше најтешко да го направите или од кое што требаше да се откажете или да го смените? Имаше ли такво нешто? Колку и да звучи клише, кога го правите тоа што го сакате, кога ја работите работата која што ја сакате, нема жртва, не го чувствувате тоа како жртва. Да, точно е дека поголем дел од времето се посветува на работата. Да, можеби нели ќе изгубите од социјален живот, од излегување, некои фамилиарни средби и слично. Меѓутоа не е тоа, како да речам, не е тоа жртва, како и во секој момент нели се поставуваат лична инвестиција е тоа приоритетите, нели секогаш некогаш фамилијата е на прво место, нели тоа се приоритети. Да, некогаш повеќе време посветуваме, како што кажа господја Лидија, на патување, не сме дома, надвор сме од дома, едукација, учење, тоа бара постојано учење и усовршување, нетворкинг, среќавање со луѓе, некогаш имате повеќе време за бизнис партнерите и соработниците, отколку што имате време нели за пријателите и фамилијата. Меѓутоа тоа е, пак ќе кажам, приоритети и факт е дека кога го правите тоа што го сакате, кога имате еден драйв и една цел, јасно ви е зошто го правите тоа и не го чувствувате како терет и како жртва. Барем тоа е во мојот случај.
Јана? Така, се служувам исто и јас со тоа што можеме да се надоврзам на господја Лидија дека тој баланс што е помеѓу семејството и кариерата што се јавува посебно кај жените не прави да бидеме посилни, да бидеме поодлучни, да бидеме појаки, поемпатични. Инаку, мојата приказка е малку поразлична, да кажам, во поглед на работата. Значи, кај мене на почетокот следниот ден, кој добри 4 до 5 години, кој што бев посветена само на работата и само работата, меѓутоа, успехот, да кажам, нели од сето тоа се гледа во подоцнешните години. Не жалам за времето поминато, бидејќи тоа што го изградивме, да кажем, или што го градиме со годините, сега се возрати, да, значи стои стабилно како еден темел кој што слободно можам да кажам гази и ги поместува границите во детската едукација и грижа. Оние кои што не гледаат сега на Телма или вклучуваат, еве ќе потсетиме Филомена, висок менаџер на финансискиот и банкарскиот сектор во Македонија, на позиција главна извршна директорка на картичниот систем. Меѓутоа, еве ќе потсетиме дека работите или се поврзува вашето име со развој на модернизација на картични дигитални платежни системи, имплементација на нови технологии во финтек секторот, стратешко правување со компанијата која што има системска улога во финансискиот пазар. И кога ќе се споменат финанси, често финансиската индустрија знае да кажа тоа е нели машкиот свет. Кои беа најголемите предизвици конкретно нели во вашиот сектор? Како изгледа лидерството, да речеме, во финансискиот сектор од низ призма на жена? Така. Ние сме IT компанија, всушност обезбедуваме услуги и технолошки решенија за банки, платежни институции од финансискиот сектор, и тоа не само од државата, туку и од регионот. Значи работиме и во регионот и се обидуваме нели да влеземе на нови пазари, и точно е дека како IT компанија, дури и вака искуствено, па и од регионот и од Европа и глобално, процесинг центри многу малку има жени директори, и тука може да признам дека ги кршиме тие некои стереотипите. Да, точно е дека малку повеќе личи на машка професија, да. Меѓутоа индустријата е многу интересна. Јас кога се вработив во компанијата пред 25 години на позиција систем администратор, иначе сум електроинженер по вокација. Да. Немав идеја каде доаѓам, прв пат видов што се картички, што е електронска трговија и слично, меѓутоа како што јас сумеам да кажам, беше љубов на прв поглед, да, и дури и ден и сега после 25 години, оваа година славиме 25 години од постоењето на компанијата, и после 25 години баш со истиот жар и ентузијазам ја работам оваа работа. Да, сега е многу поинтересно, морам да признам, како да технологиите понапред, како дигиталната трансформација буквално ги трансформира бизнисите во секој аспект. Ние сме, морам да признам, една главна алка, посебно во делот за плаќање. Вие истрпува таа голема мас продукција од секаде во светот, или напротив вие дополнителен предизвик и афродизијак во работата да имате? Да. Многу станува поинтересно, морам едноставно да си искажам, станува уште поинтересно, подинамично, повозбудливо, што тоа носи иднината. Па да. Да, исто како како новчаникот со парите го носите сигурно, така и вашите картички, телефонот. Да, треба да биде. Значи безбедноста е една од безбедноста во нашата компанија, во нашето работење генерално, и компаниите како нас, секогаш треба да биде на едно високо ниво. Таа е една од главните столбови на нашето работење. Да, кога зборуваме само во контекст на ова, за работата со деца, тогаш тука ми се чини дека нема нешто со што може да се спореди во смисла на првенствено пристапот, второ веројатно довербата кај родителите, и трето, оно што е најважно, тоа е безбедноста на самите деца или генерално на кое што е вашата работа. И сега во таа смисла, или кога зборуваме за таква одговорност, веројатно тежината се говори само по себе, па за меѓу другото и едукација ваша, тековно со самата комуникација со деца е исто така особено важна и континуирана, што би требало да биде. Точно така, да, континуитетот е една од најважните ставки, да кажам, во не само во мојот бизнис, каде постојано во сите бизниси.
така да тоа е процес кој што мора да се надоградува постојано, значи каде што не смее да се застане, бидејќи конкретно кај нас има едукација во нови програми, едукација во нови активности, едукација во кадар и слично, кои што постојано треба да се надоградуваат и постојано треба да бидеме чекор пред времето за да може нели да бидеме секој ден подобри и подобри во она што го работиме. Јас можам да кажам дека добри повеќе од 10 години се занимавам со создавање на една стимулирачка, безбедна и сигурна средина каде што ќе може да растат и да се развиваат најмалите, односно децата. Така да доследноста во работењето, вербата, посветеноста се главна алка во она што ние го работиме. Претпоставам дека во образованието Билјана е особено различно да се биде лидер жена, бидејќи тука е специфично во период кога се најмногу сакаме за нашето дете да се гради една доверба и мост со родителите кои што ги имате како една или приватна градинка. Довербата всушност главната алка која што е водилка на овој бизнис. Затоа што нели секој пат се обидувате и целата состојба инфраструктура и меритократија оние кои што ќе го работат всушност нели вашиот сектор да имаат пред себе нели и добар бекграунд, односно добра позадина, затоа што нели доволно е само една ситуација состојба да ескалира и да ја уништи репутацијата на еден бизнис. Претпоставам дека токму кај вас фокусот е... Кај нас е малку поосетлива таа тема, затоа што станува збор за деца и образование и развој. За најмалите, за децата, станува збор за нешто што се случува, да кажам, внатре, мали деца, бебиња, кои што нели не може да презентираат, да кажат, така да довербата помеѓу родителот и институцијата, тимот на вработени и јас како менаџер е клучно. Инаку ќе потсетиме Лидија, ова е премиерно. Јас мислам дека ова е на каталогот, конкретно мислам дека е на архива ваша на успехот. Да, 30 години има и каталогот, исто како и манифестацијата. Тој е еден од двата столба на кои што сме го граделе целиот бизнис. Ова е 30 години јубилеј. Со овој каталог, во ведниот дел на каталогот, морам да кажам, е посветен на 35 години независна современа македонска држава. Внатре се бројни интервјуа на жените менаџери, но имаме и културни дејци секако, и тоа е еден баланс помеѓу бизнисот и она што секогаш сме сакале да го прикажеме, а тоа е најдоброто од нашата земја. Нели различни биле воведите, овој пат тоа е вовед посветен на современата македонска независна држава, но имаме и текстови во задниот дел на каталогот кои што се однесуваат на женското лидерство, предприемништво и менаџерство. Во земите од регионот. Во земите од регионот, наше согледување, една наша анализа со податоци од Централниот регистар, особено во делот на женското предприемништво, каде сме биле пред 10 години, каде сме биле пред пандемијата, каде сме сега. Имаме напредок секако, меѓутоа има статистики и од Србија и Хрватска, Црна Гора и Косово, и морам да забележам дека во делот на женското предприемништво некако заостануваме и тука ќе мора во иднина многу повеќе да работиме, особено во делот на руралниот сектор. Тоа е една забелешка, инаку во однос на менаџерството и лидерството можам да кажам дека сме рамноправни со регионот, со Европската унија, навистина одиме напред, и тоа ми е многу драго што еве и вие како медиум и јас како агенција успеавме да ја направиме жената повидлива, со сите нејзини успеси, да ја охрабриме, да бидеме еден позитивен пример на младите генерации, да им покажеме дека и овде на овие простори може да се градат успешни бизнис приказни и успешни кариери. Не мора да се оди надвор од земјата, може малку повеќе да се посветиме, особено мислам дека треба да се каже дека треба да се работи на сопствени идеи, на сопствени проекти. Малку имаме такви во нашата држава. Треба и некоја поголема институционална поддршка за жените, младите жени предприемачи, подобар пристап до финансии. Затоа и праша дали системот ве поддржува генерално. На нови бизниси. Ја што викам, малку ветер во грб, нели, за да може да се поттигнат, да се поддржат младите жени предприемачи, за да може да отпочнат бизнисот. Тоа што сега, пак ја кажам, лесно е да се започне, нели, бизнис, и многу интересна работа е што сега младите не се плашат да ризикуваат, значи полни се со самодоверба и сметаат дека е лесно и
може да отпочнат, само им треба малку поддршка од институциите, од општеството за да може да стартаат. Да. И тоа е она кое што веројатно би требало и да се препорача, односно да се советува на младите кои што имаат своја идеја и визија за понатамошен бизнис, а истовремено континуитетот како важен момент, заради тоа што едно е да се започне, а друго е да се одржува и меѓу другото одржувањето е веројатно на кое што е најкомплексно и најпредизвикувачко. Го споменавте, Лидија, континуитетот како еден критериум во однос на изборот на најуспешни жени менаџери, но кои се другите критериуми? Еве да се потсетиме на назад што се е составен дел од сите оние кои што се учеснички, на крајот оние кои што ги добиваат наградите, односно титулите. Овој пат, значи, овој 3-деценијски проект го заокружуваме со континуитетот. По повод 30 години избираме 30 жени менаџери кои што континуирано успешно менаџирали и направиле траен придонес кон домашната економија. Континуитетот подразбира дека имате една цврста цел и визија, дека градите на цврсти темели, дека постојано вложувате во иновации, во техничко-технолошки развој, во своја едукација, во едукација на тимот. Сето тоа го поседуваат, веќе мислам овогодинешните лауреатки, инаку посветеноста, амбицијата, како што кажа, сето тоа е дел од тие критериуми, да се доаѓа од приватниот сектор секако и мислам дека сето тоа во целина ја правело оваа манифестација низ годините. Ние последните 4 години бевме насочени кон регионот. Имавме и жени менаџери од Србија, Хрватска, Црна Гора и Косово, кои што беа во нашиот избор и со нив покажавме дека не зборуваме само за така наречени женски прашања, направивме и бизнис форум, каде што зборувавме за најзначајните економски прашања, баравме излезни решенија за енергетика, прехранбена индустрија, туризам, екологија и со тоа ја покажавме зрелоста на женското менаџерство. Но оваа година јубилеот го заокружуваме со нашите менаџерки, нели, од нашата држава, да покажеме дека ги има на вистина во сите сектори и дека тие не се случајни, дека женското менаџерство е еден процес кој што реално постои, се развивал и представува еден двигател на домашната економија. Каталогот е вистина едно убаво сведоштво кое што ќе го имате во архива и веројатно ќе си посакате уште долги години на успех на оваа платформа. Меѓутоа прашање до сите, бидејќи некаде сигурно можеби во нашите теми наслови стои за женското предприемништво, го ставивме како нели го нотиравме, дали истото расте побрзо од економијата или ја следи самото женско предприемништво? Чисто ме интересира низ ваша призма да одговори. Еве нека што мисли Филомена во моментот околу предприемништвото. Дали женското предприемништво расте побрзо од економијата или ја следи? Па, би рекла дека одат можеби паралелно. Рака под рака? Да, рака под рака. И сега колку е тука учеството на жените, како што спомна и господја Лидија, па и Билјана, веројатно на жените им треба малку повеќе поттик. Спомна господја Лидија и дека и жените по карактерни особини се малку поумерено превземаат ризици, попресметано, повеќе прават анализа upfront, значи претходно пред да го направат чекорот. Меѓутоа кога ќе го направат чекорот, веќе потоа имаат малце подолгорочен план и тука им треба малку повеќе мотивација. Во однос на лидерството спомнавме дека сме горе-долу нели рамноправни, се движиме како и регионот, меѓутоа да, секако дека треба освен оваа платформа, институционална поддршка генерално и за жените предприемачи и за жените генерално, да се создаде еден екосистем, нели, каде што пак ќе го спомнам истото, каде што ќе можеме, ќе се охрабриме. Затоа сме тука и на младите девојки, жени кои што се нели, дури стигнале можеби до некое средно, има такви статистики кога жените ќе стигнат до средно ниво на менеджмент и потоа некако следниот чекор до највисоките нели позиции на менаџерски позиции, некако тука го чувствуваат стравот, а тие веќе го направиле чекорот. Следниот е нели многу логичен, меѓутоа некако не го прават. И тука гледаме дека има многу поголем пат, нели од средното ниво на менеджмент до високите менаџерски позиции. И тука треба и институциите и компаниите да ги охрабрат и да создадат услови за малку да, како да кажам, да понесат заедно напред и жените и заедно тимовите кои што, пак јас ќе кажам, верувам во
тимови кои што се жени и мажи, значи комбинацијата секогаш синергијата на сите тие карактеристики секогаш дава најдобар успех. А инаку признанијата, генерално како признание, нели секој од нас може ги посакува како еден податок или верификација или потврда за нашиот успех, дали ја менува вашата перцепција за кариерата искрено? Самите признанија? Или останува она што е фундамент од самиот почеток, бидејќи сме гледале сведоштва многу кога, нели, многу признанија, многу титули, суперлативи и така натаму и така натаму, гледаме пат на една империја, затоа што нели премногу возвишеност и его, веќе се губи таа една кроткост, кревкост и една синергија која што ја има човек на почетокот. Да. Добро кажа господја Лидија, континуитетот е многу битна работа. Нели може да се накитиме сите и со титули, со дипломи, со признанија и слично, меѓутоа резултатите на компанијата се еден од показателите, нели, за успешноста на лидерот и на тимот позади него. Факт е дека нели тимот, компанијата расте по различни параметри, не само по бројки. И по имидж, по тим, иновации, нели, препознатливост во екосистемот, автентичност, каде што делува интегритет, доверба и слично. Меѓутоа еден тој континуитет кога ќе се навратите години наназад, ќе кажете веројатно овие титули не се за џабе, него се веројатно една верификација, убава верификација за нели за тоа што го прави еден човек, без разлика дали е маж и жена. Да, дефинитивно, значи се сложувам, го менува нели пристапот со тоа што можам да се навратам пред околу 10 години од Марилин или добив јас признание, награда за најуспешна жена менаџер, која што реално представуваше голем поттик и голема издигнатост, да кажам, за мене и за оно што го работам. И ми даде една голема мотивација за тоа да продолжам понатаму, да освојувам, така да и сега се гледаме на оваа манифестација, 30 годишнината и нашата соработка трае веќе повеќе од 10 години и ќе продолжи да трае понатаму. Така да овие признанија се убави, наградите како награди се супер со тоа што да кажам понатаму кога си гледаме не потсеќаат нели на патот на успехот. На патот до успехот, да, и не мотивираат да продолжиме понатаму со уште поголеми успеси. Така е. Една важна работа која што ќе ја споменеме на самиот крај, бидејќи и времето за утринската тема веќе некако ни измина со доста продуктивен разговор и верувам доволно мотивацијски за оние кои што не следат. Секогаш во работата со луѓе, ќе речат оние кои што работат со луѓе дека тоа е еден од покомплексните моменти, да се работи со луѓе и да се комуницира пред се и со колегите кои што меѓу другото нормално имаат различни карактери, но да се почувствува нели сечи карактер, па да се најде начин како да се дојде до вистинската комуникација, која што на крај ќе вроди со успех. Ми се чини дека е една од најважните особини кои што треба да ги има, особено жена менаџер. Менаџерот генерално, но кога зборуваме за жените и жена менаџерот. Емоционалната интелигенција ја споменавме на почетокот, исклучително важна, особено во комуникацијата со други луѓе, дали тоа ќе биде со тимот, со колегите или пак со клиентите. Како стоите на тоа поле? Очигледно како успешни жени, веројатно и на тоа успешно, но перцепцијата за тоа исто така е особено важна, па и така може во кратки црти што би рекли или во една-две реченици во однос на тоа. Па има нешто што го носиме природно, нели нешто што е карактерна особина. Меѓутоа да и тие работи се учат и комуникацијата се учи и ако сакате нели да успеете, тоа е еден soft skill кој што треба да го научите, нели? Како да комуницирате еве вака кога ќе дојдете на интервју, како да комуницирате на подкаст, на конференција со бизнис партнери, како на јавни настапи, како нели со колегите и слично. Некој е повеќе успешен, некој помалку успешен, меѓутоа да, комуникацијата веројатно можеби една од првите 3 карактеристики на успешен менаџер генерално. Милена? Да, комуникацијата е број 1, значи таа е онаа која што го води бизнисот, како што напоменав и претходно, значи жените како жени имаме силна интуиција која што знам, а не знам од кај знам. Така да тоа се некои моменти кои што ги водат жените, кои што не тераат да бидеме малку подобри менаџери, малку на повисока позиција, така да се сложувам комплетно со Филимена, да.
Лидија, за крај да кажеме како и на кој начин оние кои што ќе сакаат да следат манифестацијата или еве чисто најава за јубилејното 30-то издание. Да, манифестацијата ќе се одржи на 23 април, значи тоа е работен ден со почеток од 20 часот во еден од поелитните хотели во нашата држава, 30 жени менаџерки, 30 награди за континуитет, жена водилка. Она што би требало да биде карактеристика на секоја од овие жени всушност е, меѓутоа тоа треба нели да го дознаат сите оние кои што ќе бидат публика плюс и еве вака и преку медиумите да кажеме и сигурна сум дека комуникацијата во некои дејности е особено битна, нели и дека треба да бидеме посветени на тоа. Јас како постара генерација немав можности можеби да се едуцирам околу комуникацијата. Тоа природно го учев, меѓутоа сегашната генерација има можности да ги научи овие вештини, да се едуцира на многу други и да научи да комуницира. Се е една пракса. Да, нема ништо побаво да си бидеме само поддршка и на некој начин, ако гледаме дека нечи пат се обструира или девалвира или така натаму, да му помогнеме некому, вистина ќе посакаме да градите успешна меритократија во сите ваши сектори на областа каде што сте и успешни и нека трае манифестацијата, па да се видиме на уште поголеми јубилеи. Вистина ќе ви посакаме од се срце успешна манифестација и успешно лидерство и понатаму. И благодариме. Се надам дека и ова ќе биде една убава успешна приказна која што ќе ставите во вашата архива. Да, благодариме за поддршката сите овие години. Секогаш. Ни беше мило да позборуваме за успешните приказни, вашите успешни приказни се разбира, а со тоа некако и она која што е главна цел меѓу другото на сето ова да делуваме мотивацијски, но и охрабрувачки за сите оние кои што имаат своја визија и цел.